Добро вечер, друштво. Бог се јави, навистина се јави. Како што ви најавив, до мене е човекот што системот го мести, што системот му става кривични пријави, пошто според негови тврдења нема апсолутна врска никаква. Целата работа во текот на ова обраќање во живо ќе ви станат јасни повеќе работи. Првин да ве запознавам, ова е, представи се, Владо. Добро вечер и убав вечер од Владо Павлов. Кој е Владо Павлов? Минатото на Владо Павлов и нешто да кажете повеќе за јавноста. Владо Павлов е лик кој што има поминато бурен живот од своите најрани години. Значи, од мојата 18-19 годишна возраст започнувам во специјални единици, најпрво во Југословенската народна армија, на Топчидер во вод за противтерористички дејства. На 20 веќе години го имам и првото, што би рекли ние, ватрено крштевање. 89-та година во Косово, каде што беме стационирани во Џаковица, Приштина, Урошева, Згнилене, спаѓавме во Стари Трг. Подоцна припадник на елитните специјални единици во Македонската армија, во Волци, инструктор во падобранство, првите 5 мина падобранци од Волците кои што ја создадовме падобранската единица и првите скокови кои што ги правевме со 10-та специјална единица на зелени баретки од Соединетите Американски држави, каде што имаме учествувано на повеќе вежби и без кој Македонија во тој временски период, 96-та, не можеше да влезе во партнерство за мир, ако немаше специјална единица, т.е. падобранци. Ние тоа го направивме со падобранските скокови со 10-та специјална единица на зелените баретки од Соединетите Американски држави со Ан-2 во Куманово, а потоа имавме и скок со Херкулес, кој што специјално дојде од Германија, и скокавме во Конјар и Прилепско, каде што потоа со завршувањето на ова вежба, на кој што завршница беа падобранските скокови, и Попова шапка Македонија влезе во партнерство за мир, а денес, како што гледате, и другите активности кои што ги направи армијата на Република Македонија. Судејќи според вашето минато, значи вие сте на еден начин можам да кажам и експерт за минско-експлозивни средства, за пожари, такви работи, пошто во последно време гледам ви се прави некоја хајка, ве обвинуваат за продавање на артефакти, кои јас, бидејќи имав чест да раснам покрај вас, таа плоча што ви е одземена и што кажаа дека на 31 декември, мислам дека е од османлискиот период, таа плоча малте не стои над 15 години кај вас. Дали јас сум грешка или така е? Па да, освен таа плоча има и други докази, каде што моите патешествија и моите смиренија од сето она што го поминувавме низ војни, низ она што го поминувавме како специјалци, ја најдов утехата во македонизамот и фала му Богу на македонизамот и посебно од 2005 година каде што 100% се сконцентрирав, можам да кажам дека не ми е бил табу тема и предходно. Значи, додека сме биле во приправност, додека сме биле во опасност, додека сме живееле во Илинден, ние од провинција, во касарната, во слободно време сум истражувал, сум ја сакал Македонија, а додека од 2005 година веќе тоа ми станува на некој начин од хоби прераснува во професионализам. Така да, сите овие дела и сето ова што значи како доказ за Македонија е повеќе од 20 години
е објавувано, представувано, уште во телевизија на А1, кога постоеше со Марија Стоилова имаме направено интервју, каде што јавно барам, кога беше и првата и втората акција Фаланга да дојдат да ги земат и овие докази за Македонија. Значи се работи за докази кои што се повеќе од 20 години, кои што ги посетил и Паско Кузман, лично на моја покана во 2005 година, и докази на работи кои што се документирани во ова ракочени, извинете ми, не можам да кажам кочени, значи дублочени, така да може слободно да проверат, таму е и матицата, таму е и цвеќето на животот, таму и писмото Авеста, таму се сите овие работи кои што се представувани, на кои што сум се залагал повеќе од 20 години Кочанин да има музеј и да бидат изложени во музеј. Јас имам сретнато надписи за вас во кои сте признаени како еден од 5 најголеми истражувачи за пирамиди, и дали сум грешка или не сум грешка, мислам? Не, тие 5 најдобри истражувачи на светско ниво се со доказите и аргументите поврзани за Тројанска војна веднаш до Шлиман, на кој што се спротивставувам и на Шлиман и на многу други за Тројанската војна дека била во Анадолија, во Турција, туку дека е била во Белград. Да заклучиме од мавето, значи кај нас таков надпис немам сретнато на нашите портали, овие се странски портали, поради тоа најверојатно што ние имаме македонците синдром на самоуништување. И се што е наше добро македонско, гледаме да го уништиме, да оставиме под тепих, да не кажуваме ништо за него, да пробаме да дискредитираме некој човек ако гледа да помогне, ако гледа да биде, да настојува да биде хуман, да има емпатија кон сите граѓани. Па мислам дека и на вас највеќе проблеми ви се ствараат поради вашата хуманост, поради емпатијата кон луѓето. Знам дека имавте и претрес во кој првично ја најдоа плочата, немаше што да најдат, а претресот гласеше за надри лекарство, така? Како може да ми кажете сега, како може, дали има оштетен во тој предмет, кој што е терет од вас за надри лекарство? Дали некој човек се појавува како оштетен таму? Прво наосновно немаме ние надри лекарство, затоа што ние работиме од 2020 година со солени соби. Солените соби значат услуга, значи плаќање на ДДВ, значи плаќање на данок кон државата, вработени со осигурување и плюс да речеме тие 600 динара за кои што не теретат и за кои што измислуваат некои работи кои што се поврзани за уништување на ликот и делото на Владо Павлов, всушност се однесуваат за услугите во солените соби каде што секој имал фискална сметка на секоја услуга што ја добива. Иначе морам да се пофалам затоа што од 2020 година до пред еден месец веќе го имаме регистрирано и 35.000 бесплатна услуга на дечиња до 12 години и на преку 2000 бесплатни услуги во претходниот период дадени на лица заболени од канцер после хемотерапија. Секоја чест за вас, тоа не би го направил секој. Така да тука нема надри лекарство, затоа што ние се водиме по закону на Република Значи вие според закони плаќате и приходи кон државата, плаќате и данок на државата и сега на крајот поради нема, јас така го заклучувам, нема што да му се фатат на Владо, па и сега надри лекарство. Надри лекарството и измамата е токму поради тоа каде што целта не е надри лекарството, него повеќе од јасно е дека една година идентично на 15 кон 16 март 2024 година се изведува претрес во кој што такво обвинение нема ништо пронајдено кај мене во домот во Кочани и на сметка на тоа никаде не се водат претрес за овој доказ. И тие го зимат и еве сега јавно за прв пат ќе кажем затоа што инспекторката која што е одговорна на претресот е поврзана со многу работи со дискотеката Пулс. Така да ја прашав, така да јас кога крена 30 инспектори да ја земат, знаеа дека ќе ме испровоцират
и јас малку бев агресивен и кажав од каде сега излегува ова да ја зимате плочата. И тие кренаа, не можеа 30 инспектори да извадат, затоа што беше ставена во олтар да се чува и во пурпена. Залепена во пурпена. Па мораше таа инспекторка да викне противпожарна екипа, да дојдат да ја извадат и да ја земат. Всушност, пошто јас во некој следно наше видео ќе доставам целосната документација, ќе видите дека никаде не се воде спор, а и плюс не е заведена во архивско бројче дека е одземена ваква плоча од домот на Владо Павлов, која што е презентирана пред цел свет, презентирана пред Паско Кузман и сите тие никој не сакаше да ја земе за да не се доистражи. Како што можев да сватам од ова што го објаснивте, на вас плочата ви е одземена на март месец, кога е налогот за претрес за надели лекарство? Да, значи на 15 кон 16 започнува претресот во 22 часа, завршува во 2 часа од ноќта, идентично како случувањето со Пулс една година подоцна. Чудна некоја дата 15-16 март. И луѓето кои што се поврзани со претресот се идентично поврзани и со Пулс. Значи од 15 март ви е одземена плочата, а вие дознавате од Facebook портали дека имате кривична пријава на 31 декември? Па да, значи Овара Довлочани поднесува кривична пријава, као демек јас сум наплаќал 100 денари на вратта некој седел за да ја гледа плочата и ред други глупости, иако сите знаат дека јас имав гостителски објект од Агапи, каде што ја чувавме плочата и каде што луѓето доваѓаа за кафе, за она што го имавме ние како локал во Кочани, каде што морам да признам дека кога е во прашање Владо Павлов, Овора Довлочени, секој ден полиција, секој ден инспектори, секој ден, ама за јаготка не е тој газда за мене, за јаготка Деко заборавиле да отидат на тој дел. Значи, вашите сегашни местенки доаѓаат од како вие почнавте да откривате работи што не смеја да излезат во јавност во врска со пожарот во дискотеката Пулс, во кој загинаа 63 дечиња и над 150 се тешко повредени. Па како што гледаме, значи ние имавме повеќе протести пред Овара Довлочени, пред Основен суд Довлочени, каде што баравме да се врате плочата и каде што баравме да заедно се доистражува во музеот на Македонија, каде што од овде јавно ги повикуваме сите тие кои што ја истражувале, кои што манипулираат според нас, дека тоа е од Султан Сулеман, дека тоа е од отоманите, дека тоа е мермер, не е кварц. Еве, ние сме во Битола, нека поминат низ цела Битола. Битола е најмасонски град во времето на отоманите. Овде се еврејските гробишта, единствени во Македонија. Нека поминат, ако најдат свеќе на животот како символ на Султан Сулеман и на отоманите во 2 апионски чушки, јас слободно ќе се пријавам, колку сакат нека ме затворат. Значи, нека ми дадат овие парфемисани диви копачи, а од друга страна ги повикувам сите овие парфемисани диви копачи, не диви копачи, да ми дадат еден артефакт, кај што ние имаме CD, од се што е извадено од Мородвис, од Кирил Трајковски покојниот, и се што е извадено од Винничко кале. Еден артефакт да ни дадат од Мородвис, дека стои у депото на Музеот на Македонија, јас ќе признам секаква вина. Еден артефакт од доказите. Овде имаме прстен со двоглав орел, златен прстен, имаме прстен со 8 крака сонце, бронзен прстен, имаме прстен со звездието на Плејадите, каде што го имаме горскиот лав, символ на спартанскиот цар Леон. Еден доказ кој што е пронајден од Мородвис, нека ми даде Музеот на Македонија, јас тогаш ќе ги запрашам сите македонци каде ви одат артефактите. Сакате да кажете дека артефактите се продаваат во фактички историјата, некој ни ја продава во други држави? Па јас мислам, од сите овие истражувачки дејности кои што несвесно како патриота, како македонец, сум сакал да помогнам само иницијативно, со само финансирање, да не се промени името, едноставно дојдов до многу откритија каде што
каде што се гледа дека Грција како милениче на Брисел и на Европска унија нема да биде на стаклени нозе ако се одгонетне целата ова вистина што ние ја пронајдовме за Кочани, Виница и Источна Македонија по течењето на реката Бригалница. Дали мислиш дека за овој разговор дека е доволно што ја запознавме јавноста, бидејќи се договоривме во наредните вклучувања во живо да донесеш и повеќе документација, да може да прикажеме документацијата, да погледнат луѓето, да ја согледаат поубаво вистината. Ако има прашања, ние сме тука да ја одговориме. Нека потреба уште 10-15 минути и ќе прекинеме. Значи, едно друго што е исто така многу битно е тоа што според сите мои истражувачки дејности, мислам дека и ова не е случајно што се случува со ова радовлочени, со ова што го прават со кривичната, а фактички тие ја крадат и други работи кои што подоцна се случуваат и оно што го прават со целиот мој живот, со целото она содействие што се случува во Кочани и понатака со дел од моето поколение. Како што можев да ве сватам од моабетот, кај вас се одземена плочата на 16 март, а ви даден документ за одземање на плоча или не ви даден документ? Ние имаме направено записник дека одземено, имаме све и целосната документација ќе биде представена следниот пат, ама не е нигде заведено во архивско бројче дека е дека треба да биде во депота. Затоа што претресот кој што е даден од основно јавно обвинителство, секако тука пак се појавува јавен обвинител кој што е поврзан со Пулс и со мене, стои дека претресот е за други, дека претресот е за надрилекарство, за измама, нема никаде за артефакт. Истиот обвинител што го води случајот со Пулс, бидејќи таму се повеќе обвинители, неокочанскиот обвинител, дали е тој истиот што ви поднесува и на вас? Па да, јас искрено ќе кажам дека кога ја прашав инспекторката одговорна на претресот Кристина, нема да ја криеме, добро се од кај се излава ова со плочева каде нема никаде претрес за незе. Да, нема документ. И реално ќе кажам, пред сите вас, и Кристина е сведок и сите оние кои што беа во претресот, во име на нашите деца, во име на нашите предци, во име на се оно што значи македонско, да признаеме дали било вака или не било онака. Јас кога ја прашав зошто ова ми го правите сега, таа кажа дека јавниот обвинител гледал на камера, случајно ја видел и рекол за мете и нејзе. Тоа е одговорот на Кристина. И не знам зашто не се воде исто така обвинение, а има голема одговорност за Пулс според нејзината активност. Каде што изгледа најмногу имале работа со Владо Павлов, сите во Кочани, отколку ли за ова што се случило во Пулс. И најверојатно, според мене, сега ова што се случило од Нова година, и со мене и со еден од моите синови е поврзано со вистината за Пулс, која што јас уште од првиот ден категорично ги свалив праскалките, како доказ и каде што треба да има обвинение за убиство. Тоа го направив уште од првиот ден, затоа што вечерта кога се случи сето тоа, по некоја случајност бев во Кочани и јувајќи ми се луѓе, не знаев дали Љубомир или некој од моите синови или керката е била таа вечер, затоа што старателството на незината мајка не се со мене. Иако секогаш сум демонстрирал кога доваѓале касно и кога оделе во вакви локали, барајќи ги, гледат многу работи што се случуваат, каде што бившата сопруга немаше доблест да се јави, да каже дека се случило нешто и дека децата владоти се окей. Значи до 9 саато јас ги тражев моите деца со еден мој пријател од Волците, кој што ми беше гостин и кој што првите снимки и првите новинарски екипи ние ги дадовме на Канал 5. Каде што одма видовме дека овде нешто друго е во прашање од оно што сме ние обучувани, каде што овде видовме дека овде има азбестни
табли, беа расфрлени на низ целиот двор. Значи, поголемиот број беа во стаклена форма, а тоа значи дека имало голема топлина. Потоа гледавме, потоа оно што го видовме додека ги тражев децата и додека барав, беше Темелков командирот беше Шахинов водеше, ги прашував, никој не знаеше да ми одговори за моите деца дали са, потоа одевме во болница, никаде не можевме. И меѓувремено, кога се јави Љубомир на мојата пријателка, јас, тражејќи ги децата, започнав да водам една моја едно моје истражување, затоа што содействував со родителите. Значи, уште одма на 17 март кажав дека овде се работи за затровување со цијановодород, затоа што имаме ние искуство од војните како се затровени некои луѓе со цијановодород. Одма увидовме дека имаме и хемиски изгореници, што значи дека тоа е натриум флуорид. И тука дојдовме до заклучок дека оно што се представува нема никаква врска со оно што ние го гледаме од оно што го истражувавме. Уште од првиот ден баравме да има елементарна катастрофа, затоа што имаше многу отровни честици низ Кочани, но на сето тоа никој немаше доблес. Контактирав со некои од родителите, дури имам и записи кај што ќе ги објавиме дека уште на 6 јуни, кога уште беше обвинението отворено, да се отвори истрага за цијановодород, затоа што поголемиот број од дечињата кога починувале, не стигнувале до болниците со пена на устата. Тоа е доказ дека се отровени од цијановодород. И нешто што најмногу не загрижи, и оно што го објавуваме, и оно што го кажуваме, тоа од каде се создала таа висока температура за дел од цевките да бидат свиени и што имало, на што натежнувало на тие цевки од конструкција да бидат такви. Тоа да го оставиме за следното вклучување во недела. Или ако сакаш сега може да продолжиме. Али јас мислам дека со... Нека каже публиката. Дали сакате да продолжиме уште или во недела ќе имаме поопширно, така да ќе може да видите и дел од документацијата што ќе донесе Владо. И јас мислам дека за денес е доста, да не ги оптеретуваме и луѓето многу, поради тоа што колку подлабоко ќе влегуваме во темата, подлабока вистина ќе искача. Јас сум промотор на вистината, сакам вистината да излеgne на површина и долго време пред да се случи Пулс се борам со таа кочанска секта. Не можам, извинете ми, ама да кажам другчие. Она што го увидов овие години пред случувањето во Пулс, тоа е страшно за она да представи, да си некој подсети да представи каде во каков град би живеел. Значи претходно се оно што се правеше, каде што фантом фирмите уништуваат фирми, каде што гледаш поврзаност на извршители, адвокати, нотари, судии, каде што судија те разведува, судија ти затвара фирма, не си на судење, ти вадат пари од жиросметка, судија сака куќа да ти зема, еден судија си ги брка сите тие работи. Па, и посветиме и на тие судии внимание, така мислам дека треба да и посветиме внимание. Јас имам посветено долго внимание на нив, али верувам дека наредниот период ќе бидете суми и презиме, иако ги кријат шифрите со кинески букви за нивното конто, кој што е повеќе од пола милион евра, па нека кажат кој сте... Да, мислам дека ја ги објавив тие документи, само ги скрив имињата и сега не се повеќе достапни за граѓаните. Не се достапни, има кинески шифри, ама тие има направено скринник и се знае тоа, така да не може... Не бе, јас имам скринник направено. Така да не може да се сокријат, али од она што се случува, мислам дека треба да се замисли секој кочанец и мислам дека промоторот кај што јас сум бил првиот кој што сум барал да Кочани биде археолошки центар на цел свет,
каде што дури на лица кои што се бавеле, на лица кои што се конзуматори на дрога се ми кажува да гледат на македонизамо, да го почитуват македонизамо и верувам дека секој поради тај македонизам нема да повлече да се другира или било шо и да ги постави темелите на македонизамо каде што секој ќе го најде своето парче леп од големиот број на туристи, ама треба да биде македонец пред се и не треба да биде грчки ориентиран или да се бореме Грција да одржеме на нозе за да можат да манипулираат се уште, затоа што и во денешното што ќе го кажам мој интервју кажав дека Херодо во Херодотова историја објавува и пишува дека од неговото време до Тројанската војна имало 800 години, а додека од неговото време до Дионис имало 1600 години. Тоа значи дека пред Тројанската војна е Дионис, а ние македонците некој што малку е завлегол во македонизамо, ќе знае дека Македон е син на Дионис. Што значи дека 700 години најмалку пред Тројанската војна постои Македонија. Од Херодо што сме дошли до заклучок, а ова кварцна табла според нас со овие афионски чушки и цвеќето на животот кој што го символизира животот и етерот, ни докажува првата рајска градина на Македонија со Македон, затоа што Ематеа е земјата која што е богата со афион. И таа е првата земја од каде што започнува создавањето на Македонија, потоа се приклучува Бугарија, тоа е Тракија, и потоа се приклучува и Грција, тоа е Јасонија. Што значи дека централна Егејска Македонија сме ние од истокот. Многу интересни работи и многу вистини кажа. Па не случајно по оно што ние го промовиравме локалитетот Локубија и америчката амбасадорка вложи 600.000 евра за да 300 не знам колку за да го зацементира уште повеќе споменикот од НОП кој што нема ни на буквата од НОП. Така да она ако се водила со сето тоа да го направи во Кочани, не верувам дека не сам истражувале ЦИА за ова плоча. Ќе видиме. Тоа ќе видиме, останува времето да покаже, на нас е да ја збориме вистината. Јас кажав, тој што ќе помогне на Кочани, ќе помогне на цела Македонија, а тој што ќе помогне на цела Македонија, ќе помогне на цел свет. Во недела здрави и живи, ќе се вклучиме пак, ќе има многу поопширни работи да се кажат. Ќе се вклучиме од каде? Од кафичот, сега влада отвори кафич во Прилеп, нешто новитет што го нема, мислам, на Балканот дека го нема. И поширок. Значи, кажи за кафичот што го отвори некој збор. Па тоа е нешто што не е било ново за древните македонци. Значи, ако дојдеме до малку поголема истражувачка дејност од она што се крие од сите нас, и ако се удараме у гради со кутлешот и го носиме, нели, само на грпа не знаеме што значи 16 кракото сонце или тај пулсар, ќе дојдеме до заклучок дека всушност кутлешот го символизира кислородот, животот на сите нас. Тоа е оганот кој што го држи и Архангел Михаил мечот. Значи без кислород некој ќе каже нема живот, а тој кислород всушност е оганот во нас кој што ги горе протеините и јагминохидратите и ни дава енергија. Што значи дека тој е Богот во нас, и дека сето тоа кое што е поврзано со Македонија е почетокот и крајот. А додека цвеќето на животот го представува етерот, всушност негативниот јон. Негативниот јон е запалката која што го пали кислородот во нас. Што значи дека ние можеме да имаме и на 20% кислород, ако немаме етер и негативен јон, ние ќе се загушиме како што се гушија за време на корона од позитивен јон. Овој кафич ова кафуле е прво од ваков тип на земјината топка, каде што е се организирано, каде што имаме органска енергија премногу, каде што имаме многу етер, многу негативен јон, а исто така имаме и многу кислород и нема алкохол, имаме само работи кои што се за прочистување на телото,
Имаме алкалната вода и сето оно што се прави со помош на бесплатната Теслина енергија, тоа е со сударот на позитивните и негативните иони, односно на катионите и анионите кои што го прават тоа магнетно поле, кој што било познато и на древните македонци. Па сега самите уверете се од каде тоа цвеќе на животот да знаеле уште тогаш за етерот, за запалката, а од каде кутешот на Филип за да знае за кислородот. Мило ми беше. Останува друштво во недела. Се гледаме пак. Дојдете во Прилеп, во Агапи кафе, посетете го, напите се убаво кафенце, напи се убава водичка и така, да сте ми живи и здрави сите, Бог со нас и помеѓу нас. Убава вечер. Чао.